Максим Димовски има 4,5 години и ретко заболување. Шимке имунодисплазија, од која боледуваат само 5 деца во светот. Болеста која ги напаѓа бубрезите и коските кај Максим е откриена кога имал 3 години. Во мај годинава на малиот Максим му откажале бубрезите. На 3,5 години, значи минатото лето, забележавме дека он добива оточења на очите и по препорака на пријатели и блиски да се испитаат бубрезите, отидовме на нефролошкото оделение на детска клиника, каде што професор Кузмановска констатираше нефротски синдром, значи некоја почетна фаза на бубрежна инсуфициенција, но се посумнева врз основа на едно предавање кој што таа го слушала од професор Богдановиќ од Белград на Шимке синдром, кој што се манифестира со нефротски синдром и недоразвиен скелет. Така направивме понатамошни испитувања, но пред се стапивме во контакт со професорот Богдановиќ во Белград и Максим го однесовме во Белград, каде што тој ја постави диагнозата дека од целото негово искуство 3 дечиња што видел во животот со Шимке синдром, дека станува збор за Шимке синдром. Според препораките на лекарите од Белград, Максим мора да отпатува на лекување во Германија, земја каде што е откриена оваа болест и каде имаат најголемо искуство во лекувањето. Освен комплетните испитувања, кај него мора да се направи трансплантација на матични клетки, како би се замениле те клетките, за да се зголеми имунитетот, пошто треба да се изврши трансплантација на бубрек. На универзитетската клиника во Германија треба да останат најмалку 6 месеци, а лекувањето може да чини и до 300.000 евра, вклучувајќи ја трансплантацијата на бубрек и коскена срцевина. Кај Максим треба да се присади коскена срцевина, која што, како ново настаната ситуација, телото треба да ја прими. Минимум 3 месеци е рехабилитацијата под услов успешна трансплантација на коскена срцевина, која што понатаму би следала со трансплантација на бубрек. Оно што тука ни го предлага е да се направат испитувања на хематологија и така натаму, меѓутоа прво детето е премногу измалтретирано, а второ тие испитувања не важат во Германија. Неблагодарно е да јас го подлегнам детето на тие испитувања било каде на друго место, освен таму каде што навистина има логика зашто се оди таму. Значи имаме трансплантација на коскена срцевина и во Словенија, нели, и во Турција, можеби, каде можеби е поевтино, меѓутоа тоа нема никаква врска со нашиот конкретен проблем. Значи нашиот проблем е системски, тој не може да се решава парцијално, не може да дојде кардиолог да го решава проблемот со срцето, доколку нефрологот не каже начинот на диализа како ќе се врши. Семејството Димовски ги чека долг пат за добивање на битката со болеста на Максим. Процедурите за одобрување на финансиски средства од Фондот за здравство се уште не се започнати, но тие се надеваат дека комисијата наскоро ќе се состане и ќе ја добијат поддршката од државата. Во меѓувреме Максим е на диализа, дома, на апарат од детската клиника кој е стар 20 години. Неговата мајка Милена вели дека поради лошиот третман со диализата, на Максиму се влошила состојбата. Ние дури последниве неколку недели, значи од Белград наваму, забележавме, откога однесовме апаратот, нашиот апарат во Белград, забележавме што е, тоест ни предучија во што е проблемот со апаратот. После секој циклус, на апаратот, на самиот програм, на софтверот му е зададена задача да дренира 15 минути. Тоа значи дека во првите минута 2 вади 400 мл, но треба да си продолжи уште 13 минути да дренира, па после тоа да почне со нов циклус, со ново полнење. За жал, апаратот кој ќе испумпа 400 мл застанува и престанува да вади. Тоа значи дека она што врзало, значи дел од диализатот, од растворот кој што е со гликоза, заедно со отровите што ги врзало, не само што останува во неговото тело, туку со новите 400 мл се бутка назад. И како што се бутка назад, тука настанува тровање. Значи на здрави бубрези, на здрав организам му го направиш ли тоа, ќе дојде до тешко тровање. Не сме дојдени ние на ред во нашава држава, сепак има тука бирократија и процедури кои што треба да се запазат и јас ги почитувам тие работи, но ова е хитен случај и ние ќе мора да заминеме. Значи со средствата што ќе ги собираме, колку се толку се, ние ќе одиме во Германија, каде што детето пред се ќе добие еден
достоинствен третман. За случајот на Максим се запознати лекарите од цела Германија, бидејќи неговото лекување за нив е голем предизвик. Првата средба со нив, Максим ќе ја има деновиме. Во меѓувреме се отворени донации за спас на животот на ова 4,5 годишно дете. За семејството, секоја помош е добре дојдена.